Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Легендарниот бенд Црвена јабука вечерва ќе запеат пред скопската публика во клубот Колосеум, на кој ќе понудат богата музичка програма составена од хитови што ги отпеаја во кариерата која трае повеќе од 2 децении. Дражен Жирик Жира, фронтменот на Црвена јабука, на вчерашната пресконференција истакнал дека ја обожава нашата публика и Македонија, за која го врзуваат многу спомени. Во текот на својата богата кариера, бендот одржал многу концерти низ земјава, но вечерашниот настап во скопската дискотека Колосеум го најавуваат како посебен. На присутните фанови им ветувам дека ќе присуствуваат на спектакуларен, но и на најемотивниот настан досега, истакна фронтменот на бендот Джера. Човекот кој е препознатлив по хитовите Зову нас улице, Бежи кишо с прозора, Са твои устана, Од срца до срца и голем број на други хитови. Откри дека љубовта секогаш била двигател не само во музиката, туку и во секој сегмент од неговиот живот. Овој концерт ќе биде уште еден настан, каде ќе се потсетите на старата и добра музика и хитовите кои оставија белег на своето време. Сараевската поп-рок група постои од 1985 година, а фантастичен успех постигнаа уште со објавувањето на деби албумот, кој ги донесе хитовите Дирлија, Нека се сања, Са твои усана. Веднаш го завртеа вниманието кон себе, а веќе во следната година стартуваше нивната турнеа низ цела Југославија. За жал, одличниот старт беше прекинат на 18 септември со тешката сообраќајна незгода на патот кон Мостар, во која загинаа некои од членовите на групата. Последниот концерт во Скопје, легендарниот состав Црвена јабука го одржаа во јуни 2011 година. Македонија со номерата пред да се раздени ќе настапува трета во второто полуфинале на Евровизија, одлучи изборот направен во шведската радиотелевизија. Оваа година е одлучено да не се оди со официјална ждрепка на редоследот на изведување, туку самата телевизија да одлучи кој како ќе пее, за да не се повторуваат слични жанровски песни една по друга. Во првото полуфинале ќе се представат 16 земји, при што Австрија го отвара надпреварувањето, а Србија го затвора. Второто полуфинале ќе содржи 17 земји, при што Летонија го отвара полуфиналето, а ќе го затвори Романија. Единствени соседи кои имаат можност да ни дадат поени во второто полуфинале се Бугарија и Албанија, кои се со нас во оваа трка, како и Грција која традиционално не ни дава поени. Сите останати ex-ју земји се во првото полуфинале. Басистот на групата Kings of Leon, Джерард Холовил, потврди дека нивниот нов албум ќе излезе во септември годинава, а тоа ќе биде нивниот 6-ти студиски албум. Холовил истакнал дека е задоволен од она што го снимиле, иако неговите очекувања биле малку поинакви. Мислев дека ќе снимиме вистински зрел албум, но одушевен сум колку звучи младешки. Материјалот е како мешавина на Youth and Young метод и Because of the Times, вели тој. Американските медиуми пренесуваат дека пред излегувањето на албумот, групата ќе настапи на летните фестивали низ Европа, а предходните 5 албуми, вклучувајќи го со DVD концертни снимки, ќе бидат издадени во боксет. Актерот Джед Ло ја продолжил соработката со популарниот бренд Vogue. Атрактивната холивудска звезда се појавува во новата рекламна кампања на брендот и успешно ги презентира новите модели за очила за сонце и диоптрија. Колекцијата пролет-лето 2013 година на Vogue и Джед Ло се фантастичен спој кој дефинитивно ќе предизвика желба за нови очила за сонце. Поласкан бев кога брендот ме замоли да бидам заштитен лик за новата рекламна кампања и прифатив без размислување. Јас ги обожавам очилата за сонце, изјавил актерот. Автор на прекрасните фотографии е познатиот германски фотограф Питер Линдберг, а актерот е навистина неодолив и во оваа улога. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.